Со намалување на администрацијата ќе останат работници кои што приватниот сектор ги посакува. Со нивна преквалификација и доедукација ќе може да се појават на пазарот на трудот и така да дојдат до приватниот сектор кој што е есенцијален и кој го полни буџетот, велат од Сојузот на стопански комори. Еден од клучевите каде што треба да се влијае практично е приватизирање на дадени сегменти од државната администрација кои што ќе значат, еве на пример ги спомнавте институциите железници, транспорт, железници, инфраструктура, македонски пошти, македонски шуми, сума сумарум на годишно ниво стотици милиони евра креираат загуби. Само со рационализација, односно подобра рационализација од приватизација нема, како што знаете. Со приватизација ќе се заштедат тие стотици милиони евра. Плюс тоа, ќе овозможиме да тие пари се искористат во понатамошно зголемување на платите на вработените во тие што ќе останат во намалената администрација, воедно ќе се зголемат со тие пари и платите во односно пензиите на пензионерите, а исто така ќе се изнајдат мерки за сериозна и конкретна помош на приватниот бизнис. Едногласни се и од градежниот сектор, од каде велат дека реформа во јавната администрација дефинитивно е потребна, како што е потребна и реформа во регулативата. Кај нас, секое зближување е корупција. Ние додека не излеземе од тие прагми, а од тие прагми можеме да излеземе само ако се реформира администрацијата, ако добро се плати и ако стварно квалитетни луѓе треба да се вработат на места кои се многу значајни од аспект на реализација на проектите. Реформата на јавната администрација представува континуиран процес на реорганизација на институциите во јавниот сектор и унапредување на нивниот административен капацитет, а воедно и е еден од клучните приоритети во пристапното партнерство и важен предуслов во процесот на европската интеграција на Македонија.